Државниот инспекторат за животна средина на ден 21.1.2021 година изврши координиран инспекцијски надзор со Државниот инспекторат за техничка инспекција над правниот субјект Европрогрес ДООЛ село Долно Коњаре, Петровец. Правното лице ископува песок и чакал согласно договор за концесија за експлоатација на минерална суровина, песок и чакал, издадена во 2010 година, односно 2014 година со договор за усогласување и издадени дозволи за експлоатација во 2011 година за блок А и 2019 за блок Б. По утврдувањето на фактичката состојба од посетата на терен, доставивме допис до Управата за хидрометеоролошки работи заради добивање дополнителни информации. Имено, со дописот е побарано да се изврши проверка на усогласеноста на границите на концесиското поле со одредбата од договорот за концесија, со која се забранува експлоатацијата на минерална суровина да се врши во крајбрежниот појас, кој изнесува 60 метри широчина зад линијата на допирање на 50 годишната вода. Управата за хидрометеоролошки работи достави прелиминарни податоци за положбата на котата на 50 годишните води, која длабоко навлегува во концесиското поле. Од одговорот на Управата за хидрометеоролошки работи, со голема веројатност може да се заклучи дека концесијата е издадена спротивно на Законот за води, односно дека границите на концесијата се во зоната на плавење на реката Пчиња, што впрочем може да се види и на терен. За да имаат правна важност, овие податоци ќе треба да се потврдат со дополнителни мерења, што ќе се реализираат во натамошната инспекцијска постапка, но не очекуваме да има разлики помеѓу овој прелиминарен наод и натамошните подетални истражувања. Утврдена е недоследност при доделување на дозволата за експлоатација во 2019 година. Оваа дозвола е издадена врз основа на одобрен елаборат за заштита на животната средина со решение од 2010 година, кој е изработен согласно правилник за формата и содржината на елаборати од 2009 година. И покрај тоа, што во 2014 година е донесен нов правилник. Како одговор на допис на инспекторатот, Управата за животна средина потврди дека за постапки за доделување одобрение и дозволи после 2014 година се применува правилникот од 2014 година. Очигледно е направен пропуст во постапката, имајќи предвид дека дозволата за експлоатација за блок Б е издадена во 2019 година, а елаборатот на кој се повикува оваа дозвола е од 2010 година, односно не го применува важечкиот нов правилник. Државниот инспекторат за животна средина ќе продолжи со собирање докази со цел преиспитување на договорот за концесија, односно дозволите за експлоатација. Ќе го известиме Министерството за економија и Министерството за животна средина и просторно планирање за индициите околу прекршувањето на Законот за води. Исто така, имајќи предвид дека елаборатот за заштита на животната средина за блок Б од концесиското поле не е усогласен со важечкиот правилник и истиот не содржи програма за заштита на животната средина со конкретни мерки, ќе побараме да се изработи нов елаборат. Затоа ќе побараме од Државниот инспекторат за техничка инспекција да наложи прекин на работите на блокот Б до одобрување на новиот елаборат. По завршување на постапката за прибирање докази, Министерството за економија е надлежно да предложи до владата да го раскине договорот за концесија. Ви благодарам.